Светскиот фонд за истражување на ракот дава препораки за негова превенција, а истите препораки важат дури и откако ќе се воспостави таквата дијагноза. Прво, одржувајте нормална телесна тежина. Глобалните анализи даваат цврсти докази дека покачената телесна тежина го зголемува ризикот за 11 видови рак, вклучувајќи дебело црево, дојка, простата, панкреас, матка, рак на бубрези, на црн дроб, на жолчка, езофагус, јајници и желудник. Одржувајте ја телесната тежина колку што е можно пониска, но сепак во нормалните граници. Второ, бидете физички активни секој ден. 30 минути физичка активност, макар и пешачење. Тоа е сосема доволно. Истовремено, намалете го бројот на часови поминати во седење. Седењето сега веќе некои научници го изедначуваат со штетниот ефект на пушењето. Колку помалку седење, толку подобро. Трета препорака. Избегнувајте висококалорична храна и пијалаци со додаден шеќер. Лични мои препораки: многу ретко консумирајте храна која е сконцентриран извор на енергија. Избегнувајте ги соковите кои имаат додаден шеќер. Ако воопшто користите брза храна, тоа нека биде извонредно ретко. Четврта препорака. Растителна исхрана. Јадете барем 5 порции на нескробен зеленчук и овошје во текот на денот, или најмалку 400 грама. Јадете релативно необработени жита и мешунки, речиси со секој оброк. Внесувајте и скробна храна, но ограничено. Доколку внесувате скробна храна, не заборавајте ги и соодветните количини на нескробен зеленчук и овошје секој ден. Петта препорака. Ограничете ја употребата на црвено месо и избегнувајте преработено месо. Лицата кои консумираат црвено месо, свинско, телешко, јагнешко и слично, да не јадат повеќе од 500 грама во неделата, а преработеното месо да го избегнуваат речиси целосно. Други организации земаат уште построг став кон црвеното месо. Шеста препорака. Не користете алкохол. Најдобро е ако воопшто не го консумирате. Седма препорака. Јадете помалку сол. Одбегнувајте храни кои се конзервирани со додавање сол. Не внесувајте повеќе од 6 грама сол на ден. Светската организација пак вели не повеќе од 5 грама. Исто така, избегнувајте жита и други плодови кои што може да имаат фатено мувла. Осма препорака. Не потпирајте се на суплементи како цел да го спречите ракот. И деветто, доење. Ако сте во можност, важно е да доите барем 6 месеци. Ова се општите препораки за превенција на рак според Светскиот фонд за истражување на ракот.